Доналд Трамп го избра долгогодишниот пријател Стивен Витков за нов специјален представник за Блискиот Исток. Њујоршкиот инвеститор за недвижнини редовно водеше кампања за реизбор на Трамп. Таа блиска врска ќе му помогне на Витков во регионот, вели аналитичарката за национална безбедност Алисон Мекманус. Значи, како што Витков треба да патува, да се состанува со странски колеги, шефови на држави и на министерско ниво. Тој ќе може да има влијание како некој што зборува во име на председателот. Ќе има вид на авторитет таму. Во Катар, минатиот мај, Витков ја пофали заливската држава за диверзификација на незиниот економски раст преку соработка на владата и приватниот сектор. Го чувствувам тоа во Катар. Мислам дека тие очигледно имаа економија која беше многу повеќе насочена кон петрохемиски, природен газ и такви работи. Тие се шират. Туризмот е во пораст. Хотелите овде се прекрасни. Кој не би се вратил во овој регион? Експертите забележуваат дека Витков можеби ќе треба да се откаже од некои договори за недвижнини со државите од Персискиот залив, за да се усогласи со американските закони против конфликт на интереси. Тоа е апсолутно нешто што е голема загриженост, како што гледаме некои од овие од бизнис заедницата во улоги, каде што и двајцата би можеле лично да се збогатат во преговарачки услови, што може да биде во корист на одредени земји, како што се заливските земји, а исто така и што тоа би можело да значи во однос на нивните приоритети и интереси. Масад Буос ќе служи како виш советник на Трамп за арапски прашања за Блискиот Исток. Тој е свекор на ќерката на новоизбраниот претседател Тифани. Либанско-американскиот бизнисмен исто така водеше кампања за реизбор на Трамп, мобилизирајќи ги арапските американски гласачи во сојузната држава Мичиген. Буос е главен извршен директор на компанија која продава камиони и тешки машини во западноафриканската нација Нигерија. Роден е во малцинско христијанско семејство во северно-либанско село, каде што неговиот татко бил градоначалник. Минатиот октомври, Буос рече дека конфликтот во регионот го спречил да се врати во Либан. Не сум се вратил во мојата родна земја многу години поради оваа ситуација. Би сакал да се вратам. Би сакал моите деца да се вратат во Либан. Либан порано беше познат како Швајцарија на Блискиот Исток, а Бејрут беше Париз на Блискиот Исток. Сакаме ова да се врати. Новиот тим на Трамп на Блискиот Исток го чекаат големи предизвици. Тие ги вклучуваат тековните конфликти на Израел со иранските представници во Газа и Јемен, проширената нуклеарна програма на Иран, хаотичното излегување на Сирија од диктаторското владење и недостижниот договор за нормализирање на односите меѓу Израел и Саудиска Арабија.